Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани колеги, иако денеска треба целосно да разговараме за буџетот, јас испровоциран од неколку теми од претходниот дискутант, од господинот Павле Трајанов, ќе отворам две-три теми што мислам дека се исто така многу важни, а секако на крај ќе поентирам со буџетот. Постојано го слушам како господинот Павле Трајанов вели дека треба да најдеме заеднички јазик за сите овие национални теми. Се сложувам, апсолутно. Но да не забораваме дека за секој еден закон, за секоја една постапка, постојано прави кворум. Се разбира, тоа е дел од вашето владеачко мнозинство и така вие функционирате. Но има неколку работи што се моментално главни теми. А господинот Павле Трајанов кажува дека не се сложува. Една од темите е дали историјата ќе остане предмет во наставата. Односно, согласно вашите излагања, дека тој предмет ќе биде дел од општествените науки, односно дека така се изучувало во Финска, но не е точно. Во Финска се изучува историја. Што е целта и што е поентата? Младите луѓе да не изучуваат историјата. Навистина не знам, но еве, добро е да аргументираме зашто е тоа така, зашто нема дебата за ова прашање, зашто воопшто не се разговара во собранието, зашто фелата не го разговара. Но еве ќе видиме што ќе се случи. Но исто така е многу важно што пратеникот спомна дека многу закони во скратена постапка не може да се разговараат, нема доволно време, а на последната седница на дневен ред се помина Законот за државјанство. Добро е што власта и, можам да кажам слободно, и дел од пратениците од СДСМ, но и од вашата коалиција не се сложуваат со овој закон. И тоа е добро. Знаете зашто е добро? Зашто со овој закон тројца сведоци може да кажат кој било од каде да дојде да се земе македонско државјанство. Се менува редот и поредот во Република Македонија. Ова не е добар закон. Затоа треба граѓаните да знаат дека овој закон не е поминат. Дека да, потребата, исто тој пратеник ја изгласа дека треба да се разгледува овој закон, но тој закон мора суштински да се промени. Јас сакам да ви го кажам, она што ние го мислиме дека тој закон ќе добие многу амандмани суштински. И се надевам дека заедно сите ќе го промениме или тој ваков нема да помине. Бидејќи знаете што ќе се случува? Многу луѓе од многу различни краеви да си добијат државјанство во Република Македонија. Буквално нов ред и поредок. Да, исто така го поминавте и дневниот ред за пописот, каде што главните забелешки од меѓународните институции не се предвидени. Со тие ваши скратени постапки, со брзо плети одлуки, стигнуваме онаму каде што сме. За жал, граѓаните не можат целосно да видат како поминуваат 3-4 седници во еден ден, но затоа ние сме тука да го објасниме тоа. Дека тие закони не се поминати и затоа се надевам на ваша соработка, се надевам дека ќе имате слух за овој закон, да го подобриме и да не помине како што е замислен. Бидејќи навистина ако помине така како што е замислен, ќе имаме фантомски партии утре, ќе имаме фантомски гласачи, ќе имаме луѓе што не живеат во оваа земја, што воопшто не ја познаваат, но ќе добијат државјанство. Ја не оспорувам дека некои луѓе треба да добијат државјанство, да, треба, но си има процедура и таа процедура треба да биде државна процедура за секој, а не кој било тројца да потврдат дека некој ќе добива државјанство. Се извинувам, стопирајте го. Јас ви дозволив, рековте дека како вовед ќе имате нешто што е надвор од темата на буџетот, но еве би сакал да ви сугерирам дека навистина коректно е да се вратиме на таа тема, која е точка на дневен ред, тоа е буџетот за 2021 година. Инаку кога ќе дојде законот на дневен ред, сите ќе дебатираме. Така. Но јас затоа и на почеток кажав додека треба разговараме за буџетот. Пратеникот Павле Трајанов ни кажуваше тука за некои приказни за национален консензус, но за жал не е така. Сега во моментот не е во салата. Тоа наистина не е. Ќе имате шанса да имате. Добро, ве замолувам да не ми се мешате. Не ви се мешам, него само ви укажувам на тоа. Добро, благодарам, доволно ми укажувате. Ќе преминам на тоа што треба. Имам право да зборам за што сакам. И затоа, додека ние разговараме тука за буџет, главните теми на скратени постапки, закони се поминуваат во еден ден, поминуваат по 4 седници за суштинско значење, каде што имаме точка државен буџет. Јавниот долг 6,57 милиарди евра. 60,7%. Но затоа нема средства за младите доктори, нема средства за нови училишта, нема средства за нови амбуланти и така натака и така натака. Додека имаше вонредна ситуација, не се изгради ниту една модуларна болница, но затоа
средствата беа трошени за чудни цели. Читам во буџетот дека ќе се помне во буџетот со продажба на државни фирми со државно земјоделско земјиште. Ова е погрешна стратегија. На тој начин, ако мислите дека ќе се наполни буџетот, навистина вие сте утнале цела економска стратегија. Зарем не е лесно да се продаваат државни фирми? Поинтата е како тие компании, да, ја не велам дека статусот нив е многу лесен. Низ годините и во наше време треба да се признаеме, имало потешкоти, но најлесно е да се продадат. На тој начин не се полни буџетот. Исто така не се полни буџетот ниту со ставките што ги предлагате за казнување. Ни така нема да се наполни буџетот. Сушнав, овие денови неколку пратеници спомна дека дел од средствата што се обезбедени нема да се искористат, но добро е да ги има во ставките, и јас се слагам со вас. Добро е да ги има, но знаете и вие дека ќе нема доволно средства во буџетот за да се искористат тие ставки. Зборам за и капитални инвестиции, и потреби на институции или слично. Не може да се полни буџетот во Република Македонија кога немаме капитални инвестиции. Жално е што немаме една голема капитална инвестиција. Еве јас од тука ќе кажам, да, во најава вас, вие клиничкиот центар, што навидум треба тука со некој посебен закон да помине некој ново задолжување од преку 500 милиони евра. Дали тоа ќе биде така, ќе видиме набрзо, но тоа е уште една дупка во буџетот. Заменик министер, дали имаме доволно средства како држава да издржиме овакви дупки? Дали со овој проект, еве ако се задолжиме повторно, дали тоа значи дека ќе нема средства за ниту еден капитален проект? Ќе нема понатака средства за нови училишта, нови сали и така натака и така натака. И ова го зборам согласно бројките. До кога ќе се задолжуваме? Јас не велам дека не треба. Апсолутно сум за нов клинички центар. Дали ќе биде во Ѓорче, дали ќе биде тука во центар, дали ќе биде на некој друго место. Вие немате проектна документација за таа градба. Немате ништо, но еве контактирате, правите некои напори и никако пратеници тука да го изгласаме со посебен закон. Да, ќе нема средства, но затоа има средства за нови партиски вработувања. Ќе има многу средства, читам во Министерството за транспорт и врски, каде што нема доволно капитални инвестиции, ќе има преку 1000% зголемување на ставката за нови вработувања. Тоа е реалност. Тоа е реалноста, бидејќи знаете, доаѓаат локални избори, треба нови луѓе да се вработат во институциите, каде што може тие луѓе утре да ви помогнат на терен и така натака. Но за жал, до кога? Реалноста и прашањето е до кога само со ваква политика. Ке се пренатрупаат институциите, ке немаме добра јавна и државна администрација, парите ќе бидат потрошени, ке нема капитални проекти и се сведува се на едно, дека ова не е развоен буџет. Нема доволно средства ниту за Ѓорче Петров, нема доволно средства ниту за Куманово, ниту за Бутел, ниту за Старо Нагоричане, за Чучер Сандево, за ниту еден амандман што го предложиме, нема средства. Нема средства и за другите градови, но битно има за продавање на државни фирми. Односно, така ќе го полните буџетот. Ќе сакате да ги продадете пошта, сакате, не знам, Еврокомпозит, сакате Колска од Велес и така натака и така натака. Сакате железница да ја продадете. Но и за тоа нема дебата. Повторно некој се обидува владата да изигрува влада дојава или друштво со ограничена одговорност од едно лице и тоа едно лице ќе си продава се што сака, ќе се договара во 4 очи и државниот имот ќе биде распарчен. И тоа не се знае ни колку средства ќе влезат во буџетот. По тие ваши ставки што сакате да продавате. Затоа не ви е добра стратегија. Многу е лесно некој да продава, тешко е да се задржи, да се обновува, да се работи. Но знам дека работата вие најслаба карика и тоа не може никој да го очекува. Жално е што во ваква пандемија, каде што дечињата се најголем дел дома и учат настава, повторно нема средства за лаптопи, а слушаме дека ќе има за нов мебел. И да има за нов мебел. Нека има во институции, нека има за децата лаптоп. Мислам дека не е воопшто страшно таа ставка барем да ја дополните. Нема средства за младите специјализанти. Зашто да нема? Во ваква пандемија. Но затоа има поскратена постапка, закон за марихуана, закон за државјанство и така натака. Но суштинските работи ги нема, за жал. Јас се надевам дека пред да донесете нови задолжувања, со нови закони, ќе дојдете тука и тоа ќе го објасните на пратениците,
бидејќи ние не сме против клинички центар или некоја нова мерка или субвенционирање на одредена фела, но нема доволно средства во буџет. Ќе видите за неколку месеци повторно како од институциите ќе кратите по 30% на секоја ставка, ќе барате со нов ребаланс да им се симнат средствата, бидејќи немате начин како да го наполните буџетот. Јас сум бил дел од власта, знам дека е тешко, знам дека ако имате премногу работа, ќе немате доволно средства за се да исполните, но вие немате капитални инвестиции, немате многу проекти на терен, а повторно пари ќе нема. И ќе ги скратите средствата за она што е најважно, што се враќа во буџетот, а тоа е раздвижување на преку 20 на гранки само во капитални инвестиции. Еве јас неколку пати прашувам, еве повторно ќе ве замолам заменик министер да ни кажете кои капитални проекти ќе започнат наредната година. Кои ги планират? Да, ќе се раздвижите 20-30 економски гранки, на кој начин? Не мора да биде тоа во транспортот, нека биде, не знам во која сфера вие сакате. Да ни кажете дека не мене, да им кажете на македонските компании дека ќе имаат простор да аплицираат на тендери каде што ќе се раздвижи економијата, ќе се раздвижи градежништвото и ќе има навистина работа за илјадници луѓе. Вие немате ниту еден проект каде што 1000 луѓе или 500 луѓе или 500 машини на терен во моментот има каде што се работи. Да, има проекти што се од многу одамна, каде што започна и но тие се со слаба динамика, зборам проекти започнати од времето на ВМРО ДПМН, каде што нема апсолутно никакво раздвижување од она што се очекува согласно вашата развојна стратегија во буџетот. Зборам доволна динамика за градба, доволна динамика за работа за да се полни буџетот. Затоа повторно ќе кажам, да ги одбиете скоро најголемиот дел на амандмани од опозицијата, каде што навистина се за капитални проекти, навистина се добри амандмани за помош во здравството и така натака, не е во ред. Не е во ред поради тоа што не ги бараме ние како политичка партија, да ги бара секој еден граѓанин, ги бара онаа фела каде што навистина се засегнати. Затоа ве замолувам да размислувате рационално при користење на овие средства, зашто набрзо ќе дојде ребаланс и ќе немате повторно средства за ниту еден капитален проект, ќе немате средства за ниту една важна стратешка одлука што треба да се спроведе наредната година. Јас жалам што има ваква пандемија, жалам што секоја држава има проблем со полнење на буџетот, но вие не правите ништо освен задолжување, давање на картички, давање на некоја плюс субвенција на одредени граѓани, и тоа секогаш го правите или пред избори или за ваша политичка цел. И тоа не е добро. Не е добро, бидејќи така секоја наредна влада ќе прави, секој нареден премиер ќе си распродава, ќе се задолжува и на тој начин државата ќе пати. Јас знам дека вие имате политичка цел, да, и таа може би е еднократна и краткорочна, но за жал така не се гради држава. Затоа ве замолувам, наместо да носите толку многу закони по скратена постапка, да почнеме да ги разговараме, да почнеме да ги дебатираме, бидејќи не е целта да ве блокираме целосно. И не е целта ние да поднесеме илјадници амандмани за блокирање, туку суштински подобри закони да има во оваа држава. Ако сакате да има подобри закони во оваа држава, а впрочем да помогнеме со тој на ребалансот, на буџетот, а утре да има и повеќе средства, послушате опозицијата за некои прашања, а не постојано само да одбивате се. Жално што ги одбивте сите амандмани и жално е што граѓаните во изборната единица 2 се она што беше предложено од нас како пратеници е одбиено. Јас се надевам дека на почетокот што го спомнав она за скратените постапки за Законот за државјанство, за попис, за историјата како предмет, многу озбилно ќе ја сватите, поготово вие пратениците од СДСМ, дека нема да дозволите барем вие со поголемо рацио дека вакви работи треба да поминат. Благодарам многу.